Мене ми е особено драго што се наоѓам во центарот на градот на улица Максим Горки, а се наоѓаме точно пред влезот на Друштвото на писателите на Македонија. Ке го одбележиме со еден убав збор, со еден убав разговор, со една убава млада писателка, Милена Сеѓановска. Милена, добро утро. Добро утро и од мене. Баш ми е драго што сум тука и што имаме прилика да зборуваме за оно што мене најмногу ми значи, а тоа е писмото. Тоа е писмото, пишаниот збор, пишаните книги. Еве, јас веќе неколку и веднаш кога се сретнавме, мноштво книги држеше во рака. Прво, многу ми е драго што млади луѓе пишуваат и се читани, што е уште поважно. Во рацете ја имам Ронлива. Тоа беше последна твоја книга. Што те побуди? Што значи насловот? Овој роман го пишував изминативе, да речеме, година дена, може би и малку повеќе од тоа. Ова е мој дебитански роман, иако потесно, повеќе од секогаш сум се занимавала со поезијата, но ете некако произлезе од мене и романот. Иако, како што го наслови и го обележа Никола Пијанманов во неговата рецензија, го нарече поетски роман, а гледам дека и критиките така го нарекуваат, така што ете јас ќе се обидам и ќе се дрзнам нели да си го наречам поетски роман, може би ова е една поезија во проза. И токму и затоа го одбрав и таков наслов, да биде ронлива, што упатува на сонлива, на ранлива, на нешто што не води кон природата, особено кон гранките и кон есенските лисија, бидејќи есента има голем дел од романот. Можам и да ја наречам дека еден на некој начин е и лик во романот и токму тоа го назначува и насловот, едно враќање кон природата, кон себе си, она што е над нас, над себе си, едно длабоко проникнување во себе си. Убаво Милена го раскажа ова, мене ми е особено интересно, меѓутоа и провокативно, како за читател кажувам, да се жанровите поезија, нели, и проза, па и двете вмешани во еден роман, да си го најдат своето место и да се многу читливи. Што те најмногу потикнува да пишуваш и вака едно прашање на денот на Друштвото на писателите на Македонија, кој што се 77 години денес одбележувајќи има и читање на наши познати, признати, еве само ќе го споменам тука и неговата биста на Блаже Конески. Што те потикнува и колку од нашите постари автори македонски, може би нешто ти ја всадиле кај тебе, како велиме, она што убавината на зборот и што сакаш да се посветиш на зборот? Тоа можам да го наречам некое внатрешно вдахновение. Мислам дека ние самите не бираме дали ќе пишуваме или не пишуваме, туку тоа едноставно ни потекнува некаде однатре. Јас се чувствувам некоја тежина доколку тоа не го напишам на хартија или доколку не го извадам од себе. И оние кои што го чувствуваат вдахновението, некогаш и тие ракописи често остануваат и по фиоки, не сите луѓе нели се охрабруваат да го објавуваат тоа, но еве јас ќе се обидам некако да ги охрабрам, секогаш да го изнесувам, затоа што макар на еден човек што ќе го почувствува, тоа може многу да значи. Инаку македонските автори секако дека имаат многу големо влијание и токму за објавувањето на овој роман имаше многу влијание Анте Поповски и наградата која што ја добив Антев Златник на минатогодишното Антево перо. Така што ете неговото име би го издвоила нели покрај Радован Павловски, Блаже Конески, сите тие наши бисери на мудроста и на писанието, што сметам дека токму тие не калемат пред да излеземе од таа лушпа, бидејќи што и да читаме, мислам секако тука се и светските класици, меѓутоа кога читаме на мајчиниот јазик, јас често знам да кажам дека душата не зборува народниот јазик. Мислам дека ништо не може да не допре така, бидејќи тука има влијание и колективното минато, затоа што тоа што оние луѓе го проживеале, ние го чувствуваме како некој минато што ние можеби сега во овој живот не го знаеме, но го чувствуваме тоа преку зборот. Милена, сега верувам дека пишуваш. Која ти е твојата преокупација на сегашното пишување и сакам уште нешто да те прашам. Знам дека неделава ќе има една средба со кого ќе биде, ете, млад автор, може ли да ни откриеш каде ќе биде? Да, ќе
биде во петок во Буква по повод роденденот на Култура Бета, што е младинско здружение за слободно изразување и култура. Разговорот ќе го води Андреј Медик Лазаревски, што е исто така едно талентирано младо момче, филозоф и сега студира во моментов компаративна книжевност, што јас го завршив. Факултетот така што ќе биде едно убаво видување на романот, исто така ќе има и поетско читање, потоа ќе биде една долга вечер, украсена со убави зборови и баш ми е драго што еве денеска се видовме и можам тоа да го најавам. Бидејќи тие настани, всушност поетските читања многу ни даваат надеж дека има луѓе кои што читаат, кои што го разбираат тоа, кои што се чувствуваат со тоа. Чувството според мене е најважното во поезијата, па сега и во моментов малку попосветена сум на тоа, би сакала да ја објавам стихозбирката Болопадание, онаа која што ја споменав со Златникот и сега во моментов сум целосно насочена кон тоа, но секако Ронлива како мојот дебитантски роман не можам да се одделам, затоа што сепак ми е се уште тази и се уште се обидувам нели да го пуштам во живот, затоа што делото како само мора да го оставиме да си постои независно од самите нас. Убавите се зборовите, еве Ронлива, како ќе биде збирката? Песни, така? Да, Болопадание. Да, од каде е зборот? Ајде на јавноста малку да го објасниме, описно. Тоа е кованица, мислам моја лична, токму пред да ја пратам збирката на конкурсот, затоа што малку секогаш на крај ги оставам насловите, не знам, тоа исто како и самата песна која се пишува, тоа треба да биде во еден здив и ете некако така на сон ми дојде, многу често ги вметнувам соновите и овој роман во голема мера го содржи дневникот на моите сонови, така што баш ми дојде така како некој призвук на сон и знаев дека тоа е тоа, се обидувам од тоа некој несвесно да не бегам, бидејќи во тоа се содржи суштината и вистината. Се гледа веднаш дека Милена Сејановска има книжевност завршено. Многу ми е драго што постојано се преокупирана и цело време така јас во поставувањето на прашањата кажувам со зборот, што правиш кованици од зборот и покажуваш дека македонскиот јазик навистина е раскош во избор на зборовите. Да, и тоа е на многу голема ризница и често пати кога препрочитувам, например, стари преводи или некои стари писанија, што дури некогаш и се обидувам да пронајдам и нешто што не е толку популарно, што не е читано, за да може да дојдам до тој допир со јазикот, бидејќи невозможно е да нема влијание, особено зашто денес сме во едно такво време каде што се е брзо и се е динамично, но секогаш се обидувам да се навраќам на тие архаизми, на некои стари изрази, така што ете и таа кованица произлезе од тоа, од например зборот ридание, што е нели плачење по некој постар збор што го сретнав во превод, и така мислам дека таа форма со ние ме упатува и на божественото и на религијата, бидејќи нели осветление или воскресение, богојавление, сите тие го содржат баш тоа ние. И ние упатува и ете и на нашиот јазик, но и на нас како една целина и мислам дека секогаш треба да се навраќаме на тоа и да појдуваме од таа точка дека ние не сме сами тука и јазикот е она што токму тоа што не обединува и направи да се чувствуваме едно. Милена Сејановска, ти благодарам за директното вклучување во утринската програма. Навистина ми направи некако среќна со твоите одговори, особено со, јас сам малку, ќе кажам, по-различно од тебе, со убавите склопувања на речениците. Фала ви многу и баш сега кога дојдовте, нели баш ми застана во око една реченица од книгата што ја читам. И вели Джулиан Грин е авторот на овој цитат што ќе го кажам и баш еве и таква е атмосферата, вели единствената вистина е во голите гранки што се нишаат на ветрот. Па ете тоа нека биде мојата порака како за окружување на зборовите, како да го чувствуваме, како да ја чувствуваме природата, како да ја чувствуваме поезијата и прозата и секако јазикот. И луѓето, нели? Секако. Уште да ти благодарам.